Двата хосписа се со капацитет од 75 кревети. Таму имаме вработен кадар кој што е мултидисциплинарен од типот на лекар специјалист од различна област, интернист, понатаму психијатар, невролог, физијатар, дерматовенеролог. Исто така средно медицински кадар, како што е специјализирана медицинска сестра за палијативна заштита, физиотерапевти и здравствени соработници како социјални работници. Бројот на пациенти на кои им е потребна палијативна грижа расте како во светот, така и во нашата држава. Нашата установа е единствена во државата која пружа ваков организиран тимски пристап кон палијативно болните пациенти. Тоа означува мултидисциплинарен пристап, тим од повеќе различни специјалисти кои покрај својата професионалност која е во основа треба да имаат и емпатија, разбирање кон проблемите и симптомите на своите пациенти, па така и да се однесуваат кон нив. Работата со ваквиот тип на пациенти, медицинските сестри треба да го задржат нивото на хуманост и професионалност на највисоко можно ниво, бидејќи тоа ќе им овозможи полесен пристап до пациентите, со тоа ќе постигнат навремено давање на медицинската терапија, како и можност да ги спроведат медицинските интервенции правилно и што полесно кон пациентите. Најчесто кај овие пациенти, заради општата физичка и психичка состојба, која е доста тешка, многу е напорно да постигнете соработка, таа е потребна за да се постигне олеснување на целата општа состојба и да се постигне целосна благосостојба на пациентите. Во интерес на подобрување на секојдневието на пациентите се организираат социоедукативни клубови на актуелни теми, потоа се одбележуваат верските празници, се организираат настани, во соработка се установи од локалната заедница, но најчесто многу од пациентите не сакаат да присуствуваат поради тешката болест со која се соочуваат и поради тоа се исполнети со депресија, лутина, гнев, која што ја канализираат преку создавање на конфликти према најблиските во семејството, и тука социјалниот работник се јавува во улога на слушател и најдобар пријател.